Ајдур се расоништи да им кажеме добар ден, добро вечер на драгите гледачи. Да, увод, да. Еве уште една нова епизода, каснеме малце со анализа на вториот меч, пред третиот меч се јавуваме, еден ден. Знаете сите кои се причините заради тоа, нема да ги повтараме. Јас сакав да ви кажам, ете пред да преминеме на анализата, да клајте subscribe тие што немате ставено и ги отворивме новите можности за поддршка на каналот на Од клупа, така да може да станете членови на Од клупа, има таму неколку нивоа, со кои може да не поддржите, може да ставите супер тенкс, тоа е еднократна поддршка и на тој начин подкастот да продолжи да се развива и да расте. Фала им на дечките два тројца што пуштија и дека имаше некој пуштено. Слободно пуштате и прашања, ако ставите супер тенкс, да не биде на сува. Да не биде на сува, да. Да. После джингл идеме на Далас Бостон вториот меч. Далас го изгуби тесно овој пат, не беше блоуаут. Не беше тесно, блоуаут, беше резултатот на крај, можеше да се каже дека е тесен, инаку се чинеше, барем ја и ти тоа го зборевме дека во текот на целиот меч Бостон изгледа како да држи играта, ја држеше контролата, иако не беше над 15 не отиде никогаш утакмицата, али во тие моменти кога се качи над 10, баш во тие моменти пример сврзаа една-две тројки, иако шутот им беше катастрофален на Бостон цела утакмица. Ја во ниеден момент ти пишав дека во ниеден момент не мислам дека е Бостон загрозен. Да. И така беше. На крај дојде до single digits, ама цело време некако ја ти нели пишувавме зашто не е 20 разлика. Да, цело време тоа зборевме, не знаеме како Далас се држи во мечов. Далас ги дава кошевите рандом, Лука се мачи преку рака, рандом шутира, тешко, дава, Кајри на почетокот поени. даде некој кош таков тежок, после тоа и го утепа, го затворија. Кајри волку да се мачи, ја го немам видено, брат. Да. До сега во кариерата толку да се мачи го немам видено. До сега он се мачеше и со овие речиги, со OKC. Имаше 2-3 утакмици. Имаше, ама не знам бе, тука некако Ептен страгла кош да постигне, не може да крене. Не глава. само он, гледам статистика, освен Лука, остатокот од екипата, ако се исклучи garbage time таму во првата што се распуцава, другите од Далас се 3 од 31 за тројка. 3 тројки имаат дадено од 30. Што значат нешто тие тројки? Тоа е бедно, човече. Бедно. Не ми е ни битно од колку обиди онака, 3 тројки се. 3 тројки у 2 утакмици. У 2 утакмици. Освен Лука. Кајри нема дадено ни една тројка. Или ја една мислам дека една. Една од тие. Мислам дека една влезе, да. Да. Леле, со какви си има работа. Со каква екипица. Ете ти. И имаше уште една статистика, сакам да ја најдам на Твитер. Голем дел за мене од оваа победа беше Бостон си играше стварно нивна игра. Играта на Бостон нивна игра, али не им исплатеше нивната игра, односно нивната игра нели фрлање многу тројки. Не само тоа, него penetrating kick. Значи да. Пенетрираат, ќе стигне до тука негде до слободни, до тие испрекинатите цртки. Ќе навлече уште еден човек, удвајање, помош, што и да е, кик на тројка. Или ако е отворен шутот, или се зима, или пак се пенетрира, пак кик надвор. За мене е тоа, многу ми се свиѓа тој стил. Да, немаше само кик надвор, имаше и многу пасови внатре. Тейтум, например, беше феноменален со асистенциите. Да, баш и многу пасови внатре. Меѓутоа сега да го искоментирам тој penetrating kick стил, што мене многу ми се свиѓа, многу е динамичен за напад, а има луѓе што се опоненти, што ете не им се свиѓа, вика, се вика трошиш време залудно, ќе стигнеш до кош, па ајде пак од поново. Не е од поново, работата е да се најде најдобриот можен шут, најотворениот можен шут, па цело време ако треба кидам напред назад. Да. И го правеа тоа неколку пати, имаше клипови примери кај што ќе влезе прво Браун, па ќе кикне, па ќе влезе Тейтум, ќе кикне Джру, што викаш шут, фейк, влез на кош, Джру ги утепа. Джру од тие фейкови и влезови многу беше ефективен. Највеќе искористи. Да, и можам да кажам дека овдека Бостон се разликува од другите екипи. Далас нели ги фалевме за нивната одбрана, како успеваат да претходните серии.
како бранат, изненаđујучи беше едно друго. Да. Тука мислам дека Бостон е прва екипа која што има повеќе обиди, знаеш, ќе влезе, ќе ги запрат, ајде извади, пак ќе влезе, пак ќе ги запрат, пак ја вадат и на тие multiple penetrating kicks се ги изморуваат Далас. Веќе премногу пати го потреби зборот penetrate на македонски, тоа не е баш. Немаме 7 годишни дечиња, озбилни гледачи. Ќе пише некој секако, ајде да, проложи, маријачи извини. имаме маријачи, да. Тоа е зборот, јеби га. Еве јеби га, тоа е зборот. И ете сега, мислата ми, повеќе обиди. Повеќе обиди. Тука се гледа Лука ќе се измори, а и не може веќе со повредиве. Да, кажа на преносов на втората дека нова повреда има. Да. Затоа што кога ќе видиш ти кога прими удар на првата од Браун или од Тейтум, фалу напад го сочека на Гради, да. И го видовме пред утакмицата изврзан со завои и на Гради и на колена. Не како знам. од војна да излезем. Не знам што мислам за тоа. Сега до толку беше до почеток на утакмица да биде изврзан. 100 кусур кила у полн трк да ти влезе со рама у Гради, не знам дали нема да бидеш изврзан. Не, ама муаветот е до тие 2 минути пред почетокот. Да, добро, те сваќам. Малце е театрално. Не знаеме дали е до 2 минути. Мада може Лука не е било таков, пред не му до зијам ништо 20 за зло на минути. него, ни на Мавс. Али да, тука сакам да кажам за тоа беше според мене главниот фактор што е Бостон се покажува како многу трпелива екипа. Да. Ете, додека сите вика ќе фрлаат тројки, ќе има преку рака шутеви едно друго, Бостон сака да го најде најдобриот шут без разлика што они ќе фрлат многу тројки. Немаше изфорсирани преку рака, освен на некој, ако беше ептен истек на саат, па да мора да се фрли, иначе немаше. Да, Тейтум знае да си земе некој суперстар шут, ама он нема многу шутеви во првиве 2 утакмици. Он баш игра Добро, втора ептен катастрофа беше он шут 6 од 20 нешто беше, 1 од 7 за 3. Ама има 12 ништо не погоди, 12 асистенции и на првата имаше доста и мислам дека покажува all around игра. Да, и у второ полувреме, примеру, прво беше со 2 мислам го заврши прво полувреме, у второ полувреме имаше некој 5-16 поени, све беа фалкош. Све беа на влезови, све беше која сака може да влезе до кош и ги издржи сите контакти и не само он, него сите од Бостон која ќе реша да влезат под кош, си стигаа. Ама ова брат треба да биде порака и за него и за било кој млад ете што сака да осваја титула или што и да е. Сега, Тейтум игра очајно, ама ние не збориме, мислам шутира очајно, ама не е тоа тема на муавет затоа што екипа да води 2-0. Тема на муавет е на сите NBA медија маријачи низ светот дека уште една прелоша партија вика на Тейтум, а он скоро трипл-дабл и со асистенциите многу. Кловновите на ESPN се објаснуваат кој ќе биде MVP. Да, сега Џру Холидеј у предност. Да, Џру Холидеј бил сега у предност, мислам глупости. Знаеш ли што направија тие кловнови? На полувреме, значи на полувреме се збореше за Лейкерс за тренерот. Боже Господе. 1 минута сегмент се збори за тренерот JJ Redick ли ќе бил, овој од коледж ли ќе бил. Абе брат, финале, што ви е на вас, бе? Абе, шо ви е, те гледаш и ти, ќе ставиме на хитчек тамнел со Джейлен Браун, 50.000. Не фаќа, тоа е. Бостон не се атрактивни. Абе брат, не ставам сега, не ме заебаја, мислам се сматраат себе за лидери во спортските вести или како идем име слоганот. Има сегмент у емисија, значи не на преносот, него у емисија, зашто Леброн го блокнал, го одследил Кендрик Перкинс. Боже ме саче. Ние тука да креираме поаселен контент ќе правиме, не знам што да ти кажам. Па ќе правиме. Ама ете изгледа таму се парите. Кога сме кај кој ќе биде MVP, не ги додирна пример тоа муабетот на Джейсон Кид што им го пушти пред втората Тейтум и Браун. Многу беше сники, мене ме купи тоа. Да. Го прочита сите у старт, ама интересно беше и
И после тоа па ја продужија овие репортериве што ги прашуваат, па Тейтум го прашале, па Што има Браун го работа. прашале, па Джру го прашале, па после одговорите на едните им ги читаат на другите, па леле шпанска серија. За гледачите малце да дам Да, раскажи. додатна информација, а не ова Джейсон Кид ништо во пресот кажува Джейлен Браун дека е најбољи играч на Бостон, тоа Да. за да постави стапица, као демек да се тепаат меѓу себе Тейтум и Браун за шутеви, ама баш као тоа. ESPN како ги креира темите за разговор, особено у лето. Не знам дали знаеш. Не знам. Они си имаат, го викаат анонимен панел на експерти, Мгм. и секое лето околу, да речам, август, кога е најмртвото, они избацуваат листа на топ 100 Играч. играчи Да. и стално има 5 души што се Скрос. изместени Да. скрос и се коментира посем за тоа едно 3-4 дена. Шо бе 3-4 дена, Значи, 2 недели. Самите прават некој да го изместат и посем самите коментираат за тоа. Разбираш? Овој како outrageous е листа. Како вие може правевте. овие се ненормални, а кои се ненормални? Не, никој не ги кажува тие кои се, пошто Да. е така вметнато Да. е само за, А, да речам, новинарска патка вака на нашки. пекиншка патка. Да. Ете, ESPN така ги креира нивните вести. Да се вратиме 2-0, ние вика тука, статистиката дека 70% од тимовите што ќе поведат 2-0 и освајаат финале. Дали знаеш кој е последниот тим што не освои, што се врати? Milwaukee Bucks. Браво. Ти не знаеш, Јас ама сакав праша. куриозитет да кажам Далас. Јас сакав да кажам Далас 2006. 2011. 2006 Мајами. Аха, Далас водеа 2-0, па Мајами се вратија. 2-0, да. Добра. А иначе не, Далас 11 беше 1-1. мислам дека 1-1 заврши оноа сплитна, Во Мајами 1-1 мислам дека беше. да. На првата одма јадеа трици Леброн и Вейд, па Да. втората беше таа Iconic која им се Да. враќаат од Да. 16. 1-1. 2006 поведуваат Далас 2-0. Да. Ми текиња. И- Вейд која полудува. Да. Сега пример ете го зборат нели Ентони Едвардс беби Джордан, после тоа излезе и дека заборавте сите малце на Вейд на 23 години што правеше у финале, дека ги однесе Мајами до титула и на 23 години у финале има 34 поена у просек. Добро, у тој плейоф. свака част за него оверол, ама тоа финале е многу контроверзно. Од Не знам кој дали аспект? знаеш. Па многу има преголема дискрепанција има на слободни. За Мајами и конкретно за Вейд. Многу шутира, па едно време и се кошка со, како се викаат тие, сник дисови. Дирк ќе каже нешто, нема да докаже, па Вейд ќе каже Аха. нешто, нема да докаже. Дирк сматра дека тоа финале е избустано од судиите за да има повеќе утакмици, а посем кога И после фатија ја Мајами сврта. залети веќе ги освоја. Да, али многу слободни има за некој од гледачите, ако од постарите, Ако памти. може да прокоментира доле слободно. Аби ја го гледав, ама не памтам воопште. Да. Назад на Далас Бостон, значи 2-0, викаат дека ете 70% и сега прашање ете дали Game 3 може Далас нешто да направи поразлично од првата и втора утакмица. Па би рекол таму кај што се најслаби, ролплеерите дома да шутнат некоја, да дадат некоја, да не биде 3 од 37, 37 да мрднеа малце. да биде 10 од 37, PJ 12 од Вашингтон, 37. Дерек Джонс. Да. Дерек Джонс. Не е шутер тој. Дерек Джонс не. PJ Вашингтон, Кайри пред се. Кајри ролплеерите и Кајри го Да, кажуваме. ролплеерите. Абе, размислував за Кайри, ај ќе се вратиме на овие пак. Кайри брат не е прв играч онда ти ја води екипата, Да. ама не ми е класичен втор, некако ми е 1,5. Еве оваа Абе, улога да, со бе, па Лука, добро, разбираш? апсолутно. Не е он чист втори играч. Да. At times е и прв. Што викаат На оние моменти е- Бетмен, на Робин, моменти е едно прв. друго, ова е првиот, ова е вториот. На моменти Мене ми е е прв. Кајри 1,5, што е уникатна ама ситуација, сега- не сум сигурен дали има многу такви играчи, што се 1,5.
Па Ентони Дейвис ја би рекол дека е 1,5 у Лейкерс. Ентони Дейвис и Коби со Шек. Да. Се враќаме на ролплеери. Се враќаме на Веднаш паркетот. по реклама. Кајри Ирвинг, брат, до сега е трети играч, не е ни втор. У Не, првиве до две. сега, да. До сега е трет. Да. Значи, толку кажав на почетокот, пак стварно не е. Некако си викам, сега ќе се исклучи, ама кога ги гледам сите напади, си викам дали има простор уопште овој да игра подобро и дома. Затоа што одбраната не е шут кога ќе ти тргне, него одбраната Бостон и на третава и на четвртава ќе играат истата одбрана. Стварно многу тешки И- шутеви. и- Дечки, и гледате си го викам- видеото, убаво објаснивме на хитчек. Да. Илустративно е све кажано. Го Си викам, заклучија. вака ќе продолжи и у третата ваква одбрана, со ваква одбрана ќе се соочи Кајри. Не те послушаа Далас дека треба да се залетува Кајри од подалеку да ја фаќа. Немаше такви примери, али со таква одбрана пак ќе се соочи и не знам дали може он да изнајде нови сили во него и нови решенија за истата одбрана. Стварно не гледам. И ќе остане и цело време изолации, цело време му чистеа простор. Да. И остануваше сам и со Тейтум, и со Браун. Ајде да речеме Джру дека е перфектниот одбранбен играч за него, ама остануваше и со поголемиве. И ајде, ќе се залета, ќе се сврти и едниот и другиот останува, ќе му ја полкне топката, ќе му ја шпартне, ќе му избега, ќе фрли некој претежок шут преку рака. Стварно не знам дали може да изигра подобро од ова онака. Не зимаш тешки шутеви ти на баскет. Ако Не имаш зимам. простор, ќе ја шутнеш, ако не тешки не зимаш. Не знам. Едино на крај ако се решава нешто утакмицата, па знам да се те заинатам понесе. да фрлам, да. Една тројка ако видам дека влага, шутирам после ше 3. Па затоа каналот ја го крстив така, пошто ако видам дека влезе, после тоа Да. летаат сите. А викаш моја, ако на крај се залеташ и ја промашиш? Не, Не викаш моја. не. Браво за Ти тебе. викаш, знам дека Па викаш, викам, ти си брат, поштењачиња. Па мислам. Сега целата екипа сака да тепаме и јас сакам нормално, ама сега ако можам ја да ја шутнам, си можел и ти. И извини, моја беше. Лука ми личи на играч што не вика моја, затоа што он премногу топки фрли таму на крајот. Што да вика Лука моја бе, брат, Да, на Боки кого да Патина вика? овие како се вика цеца меца ечат на тренинг. Не И заебај, Кајри тоа почна е- да се џуска на нив. Тортура е тоа, човече. Која тортура, бе? За овие што не ги знаат тие песни, а мислам Па- и јас што ги знам тие песни, човече, не можам на работа да рокнам сега такво и да работиме, да правиме видео, разбираш. Се знае да у кафана, едно друго со некое литро у тебе, Gets да. the people going. Тоа брат као се вика оние тешки на трансови едно друго, ако не си на некои табли не можеш да ги поднесеш. И ако не си под газ Ама не они можеш не да ги разбираат поднесеш. и се едно име ваljda, не знам. На нив име транс, а? Да. Па чудно име, не име познато, не се вако. Али сакам да кажам Кога сме дека кај Цеца, имаш ли омилени номери од Цеца? од Цеца кожа памти. Која бе таа? Не ја знам таа песна. Кожа памти леле ако е од неа, ако не рокнав. Да, Мене- Цеца кожа памти. Сварно? Брза е, побрзи сакам ја такви, ти си по баладите и жалопојките, по по жалопојките баладите и сум, така дале, да. Да. Слободно. Еден мал Се джингл. враќаме по рекламите. Доро, назад на паркетот, мене од Цеца, да ти кажам, ми е наговори најомилена. Ја знаеш? Ја знам. Жалопојка е. И па тоа сакам да кажам. Наговори, бела, Тоа сакам вајда да кажам. Циганина, да не лута. Тоа, со друма вибрато има, дека е. Наговорила. Со Да. трилери. Со трилери, со све. Да. Добро. Ја још спавам по навици. Добра е и таа, да. Чекај, јас сум западен блок повеќе, дечки. Иначе на песните само кога сме на 3:0, дали крајот вака мириса ќе ја пуштиме. Од Така ќе ја стартуваме емисијата, да. Да, брейк. Ја пишав на стори на драгите гледачи дека ако вака продолжат да се одвиваат настаните 4-1 преку сила, кај што едната ќе биде Лука ќе даде 45 и Кајри ќе даде 27 и ќе победат. Ама изочаја онака, не гледам некој possible
adjustment кај што може да преокренато на касеријата. Абе, possible adjustment. Осим да им влезат тројките на ролплеерите. Тројките не беа лоши. Значи, факт е дека Бостон игра одбрана, ама да знаеш дека и Далас си доби шутеви. Абе, тоа да бе, окей, да, си доби шутеви. Идат дома, целосно друга атмосфера, се менја моментумот, не ќе да земам да ги отпишам, особено екипа у која што има такво куче и таква будала до него, разбираш? Лука е стварно куче, брат. Нити Лука се плаши, нити овој лудиов Лука у Кајри прва се плаши. четвртина дава 2 коша, им се врти и ги псуе сите у прв ред таму у Бостон. Свака час. Така да, знам дека не се плашат. Екипа у која што ете он, Леброн да речам, Јанис, кучиња се знам дека до крај ќе играат. И се што треба, брате, е да ја отворат четвртината, само прва четвртина. Да влезат. Ја отворија добро првата четвртина на оваа утакмица. Све им влезе. Ама само све Лука беше тешко. Не би Кајри, 4 од 5 беше Кајри. Кајри даде, добро, да. Па тројка даде беше првата, само не знам дали му ја изгледа. Дали беше не бе, згазна, ја најави 3 поинти да. После рече фут он лайн, да. Фотографска меморија имаме, дечки. Реплицирај ми со К15 сега. Ама да, ја мислам дека публика кој ти дае ветер у грб, дека е друго. Да се надеваме. Ете, Феникс водеа 2-0 со Милвоки и ја свртеа Милвоки 4-2 серијата пред 3 години. Да. 21. Да. Дали било публиката, дали шо им дало грб на Милвоки. И секојаш е така, секојаш викаш на 2-0 овие ги имаат сватено, готово е едно друго. Сега факт е дека овие две утакмици не беа баш како Нью Йорк Индијана серијата. Да им фати шутот на Далас, ама и на Бостон ќе им фати шутот. Пошто и на нив им нема фатено да се. И на нив им нема баш фатено. На вторава они шутираа исто. Добро бе, првата ги утепаа, не заебавај брат. Па првата Бостон има 30, сите зборат дека на Бостон на првата све погодиле, Бостон има 38% за 3 у првата. Треба да минусираме гарбич тајмот што беше. Тоа е добар процент, али на втората Бостон беа исто 26-7% за 3. Така да не сум за Бостон, за Далас сум, ама. Да. Друга работа, ја не знам, Макси Клива искача дека е човек мањак. Да. Значи си игра 4-5 у напад. Да. Катастрофален. А во одбрана е онака. И оној Джош Грин, брат. И тој смета на терен кога ќе се појави. Джейден Харди. Ролплеерите на Бостон се далеку поквалитетни од ролплеерите на Далас. Ете тоа ја имам да го кажам. Абе, Джош Грин баш на тие кикаутс, он е доволно брз да може да излезе. И е човек кој што можеш на Тейтум да му го ставиш и е дел од причините зашто Тейтум не шутира толку добро. Зборам за напад, за нив конкретно ништо не даваат напад. Да. Ништо не имаат погодено, еве сега да видиме дали ќе погодат. Леле, човече, Хардавеј него не играа две утакмици. Мора бе тој да влезе. Абе тој има у него 4 тројки поред. Абе 4 тројки, ама колку ќе прими? Он ќе дае 12 поена, ќе прими 14. Не си направил ништо. -2 е во тие минути. Не, ќе издржи. Ја мислам дека ќе видиме Хардавеј на овие две. А иначе јас сум во очајна ситуација ваква. Да, мора да влезе и ќе влезе. Барем да се надпуцаваме. Ќе влезе, ќе се надпуцаваме, да. Али тоа на почеток што го кажа дека на Далас ништо не им иде лесно у напад и ништо немаат, него тоа е. Лука иде 1-1, Кајри иде 1-1. Ке им даат малце простор, ке видиш некој пас, тројка. Абе, Зек Лоу го слушав. Кога беше? Абе, знаеш што, извини. Кај го виде? Не. Гафорд го игра некој 3-4 напади поред со Тейтум доле и си ги даде. Си го изигра и си ги даде. 3 поред беа или 2 поред, па после некој напад уште една. Да, не беа поред, да. Приметив. Тоа беше интересно. Беа у стил као еве ние не можеме веќе, дај малце да одмориме, а и овој играч
Да видиме, така и овој тренирал кошарка цел живот. Ајде да видиме што знае и му ја фрлија. И после сменија Бостон, изротираа стаја поголем на него и толку му беше. 6 од 9 заврши. Гафорд си ги дае кошевите негови, дае одличен придонес и се бореше кол лав се бореше онака. Да. Ама не е Гафорд играч што може да ти ја добие утакмицата. Не е Гафорд играч што може да отиде за 27 поена, да речем. Не. На 20 ја би рекол не може. Не. Во овој сетинг. Не. И кога ќе видиш чекаш од Лука и од Кајри. Зек Лоу кажа, го слушав, вика бе, не ги играат тие повеќе пик ен роли за него, еден па уште еден за овој За Лука. за Лука. У претходните серии и оние шпански пик ен рол што се вика стак пик ен рол, двајца кога се. Знаеш, Лука тргај, има еден па уште еден помош, па и на тој блок му прават за да отиде до крај. Немаше такви акции, нема такви акции. Сега не знам, ја дали Бостон со нив, како се вика, со дужината нивна, Све превзимаат. со ричот, да, Све превзимаат. колку и они прават проблем на тоа. Буквално видовме два лобови у овие две утакмици. Да. Што им беа заштитен знак на Далас и Да, фрлаа по 10 на утакмица, сега имаме 2 само. да. И тоа беше тоа некоја полуконтра, кај што Транзиција беше. транзиција на Лука случајно Порзингис искочи за да не отиде до кош и имаше еден лоп и Кајри после на Гафорд исто и тоа беше у полуконтра, така транзиција. Да. Бостон, стварно одбраната им е коска. И го фалиме Джру Холидеј, Дерек Уајт не го спомнавме и он е феноменален. Да, Како бе, го стварно. залепи Кајри на една као мало дете. Да. Дерек Уајт сачека- најтивкиот играч онака, најтивок Да. звер. Го сачека, скокна над него, човече пола метро над него скокна, онака иста висина се Да. луѓево. Викам, од каде го избаци овој хенг тайм, викам да го сочека вака, го поклопи цел. Стига све, чува све што треба да се чува. Не знам. За малци Лајвли ќе залепеше од тоа единствени поени мислам му беа на Лајвли на прошлата. Која доби пас од Лука доле и Да. успеа да ја закуца, ама Да, клизната, да. клиз. Кроз обрач. Ама и таму скокна. Уајт. Као не се плаши, Да. иде овој 50 кила потежок и 20 сантима повисок му иде и пак скокна да контеза напред. Една ствар што може да биде game changer е повредава на Порзингис. Порзингис на Да. крај куцкаше, па искочи, па не знам се враќаше. Он вика дека треба Дека да е ќе игра, окей, вика ќе играм до крај, ама не знам. И вика дека Он не е многу поврзано проблеми со им прави. претходната повреда. Аха. Вика дека не е поврзано со тоа, а иначе да, и во напад и Многу во проблеми одбрана им прави. нова димензија им дава на Бостон. Како си ги лепи. Да. Напад еве го, ќе се постави тука на слободни, шутира преку сите, му ставиш повисок ќе го претрча. Нема доволно висок човек дала за контест да му направи онака. Ама еве, финалево до сега иде, од тоа како што се плашев. На оваа утакмица Джру Холидеј 11 од 14. На претходната беше Джейлен Браун 70 и кусур и поsto беше. Порзингис. Да, секој може, стартната петорка, секој може да избувне со преку 20 и да ти добие утакмица. Од друга страна па White и на претходната и на оваа 18, претходната не ми текнува, исто солидно. Да, над 15 имаш. Па у овие две имаат 4 играчи Бостон над 15 поена. 5. Аверидж. 5 играчи? Аверидж? Да, аверидж. Овие две. Добро, да. Порзингис, Уајт, Холидеј, не бе 5, На да. последнава се 5 5. у дупли бројки. 5. Не знам. Се плашам за Далас. Ете догураа далеку свака час. Лука да би бил здрав, може да ќе беше нешто подруго. И да има уште некој расположен шутер. Ама добро, тоа Нека нели? се јави Хардавеј. Да. Тоа како е? Не го памти никој тоа кој колку бил здрав. Ти текнува. Да. У историјата останува Да. закопано, исто Да. како и екипите што си поминува
Исто како за Джамал Мареј да речеме или за Хали Буртон што не бил спремен или Ембит што не бил спремен или на Њујорк 5 души што им се повредија, тоа се. И никој не го памти Western Conference чемпион или Eastern Conference чемпион. Да. Како беше Lakers не се радуваат на Western Conference чемпион? На конференциско финале треба да направиме видевце за тоа. Како 2009-та? 2009 освајаат и штама. Презентација на трофеј. Епа Коби која е Најгласен Ерни Џонсон таму, водителот онак. Он демек да им дае малце да ги Да. онака со спарк во гласот. На мисија беа тогаш, само што изгубија Епа да, од Бостон финале. прошлата година изгубија и Коби ги нема има радост. построено таму. Да. И како беше и после мина на втората утакмица 2-0 Епа тогаш интервјуто, да, Jobs not finished. од финале 2-0 водат. Да. Вика, нели се радуваш, Коби, нели си среќен? Лука го Jobs гледам not дека finished. таков менталитет има, брат. Да. И на сите интервјуа до сега, тоа му е единствено после пораз. Не играв добро, мора да играм подобро. Да. Ништо се надеваме дека ќе играат подобро и дека нема да го пуштаме брейк сега за сега. Сега за сега. Иначе ги си го пуштаме по дома на мезиња. На Да, такви работи. слободно и вие ако сакате не е никакво од нас. Ваши, дечки, се гледаме, се надеваме за Тоа е 2-1. Се не убаво. Peace Ајде, out. се гледаме, чао.